Не плачам повеќе, немам солзи. Целата тага ми се собра во грлото и овие години солзите преку гласот ми течат. Ова се зборовите на единствената преживеана еврејка од Штип, која го избегнала екзодусот, несрекно разделена од својата мајка, успеала да се спаси и да продолжи да живее. Животот во тага и жал по нејзините најблиски го поминува токму во Израел, токму во Ерусалим, каде со нејзините 3 деца, 10 внуци и 5 паравнука и останува само да се сеќава. А спомените од 1943, денот кога ги губи најблиските, ги споделува само на денот кога се одбележува депортирањето на евреите од Штип. Дошли су војници со пушкама у 4 по сата, лупали на врата. Дојдоа војници со пушки во 4 часот и 30 минути. Тропнаа на вратата. Брзо облечете се и симнете се. За половина час бидете доле. Не знаевме ни каде ни што. Земавме неколку работи. Не земајте многу работи. Нема да ви требаат само толку да имате да се пресоблечете. И за половина час се симнавме долу пред куќата, кога видовме една голема колона веќе одеше пред нас. И како се симнувавме, така пред секоја куќа се симнуваа уште и уште луѓе. Од сите куќи и сите одеа до железничката станица. За жал, мојата учителка во школа беше исто во таа група. Јас и се приближив, мислев како дете од 8 години, многу се израдував, сакав да ја прегрнам, а таа ми рече: "Марш одовде, чифутка, немој да ме извалаш." Марш одовде, чифутка, немој ме запрљат. На железничката станица прво ги прегледале, им го земале целиот накид, се што имале на нив и ги натерале да се качат во вагоните. Иако мајка ја држала цврсто за рака додека се движале, толпата успеала да ги раздели. За мене тоа било најгоре. Јас сам мислела да ќе да умрем, не знам или од страв. За мене тоа беше најлошо. Мислев дека ќе умрам. Не знам, или од страв, или од тоа што одеднаш бев сама. Мало дете само, на една страна, мајка ми на друга. Мислев дека за мене тука е крајот. И не однесоа во монополот. 3 недели, до 29 март, јас бев во монополот. Тоа траеше скоро 3 недели. Не мора да ви кажам што беше таму. Не беше лесно. Без вода, без храна, нечистотија. Без воде, без јела, прљавштина. Во монополот, освен шела, биле уште 500 евреи, кои освен нечистотијата ги измачувала неизвестноста, што ќе се случува понатаму со нив. Шела Алтарас имала среќа што имала сестра која живеела во Приштина, Косово, кое во тоа време било окупирано од италијанците. Сестра и добила од италијанците дозвола да се ослободи. Дошли су по њу, донели су њој. И она се обукла. И донесоа неизе и таа се облече и ние се симнавме. Добивме дозвола да се збогуваме со неа и додека се збогувавме и плачевме, мама едноставно ме бутна и рече на шпански: "Земи го девојчево, да не разберат бугарите." И така таа ми ја подаде раката, а нејзината толку многу и се тресеше. Јас дете, не разбирав тогаш зошто и се тресе раката. Додека излегувавме за мене, не прашуваа, само ја прочитаа нејзината дозвола и ние излеговме. Они су прочитали njenu dozvolu и ми смо изашли. Од тогаш до денес само 3 пати го посетила нејзиниот роден град. Тогаш живееле на улица Мише Развигоров, но досега го нема посетено својот некогашен дом. Вели не можела да собере сила тоа да го стори. Досега не го посетила ниту гробот на нејзиниот татко. Од 1943 година, оваа година Шела Сион Алтарас за прв пат собра сили да го посети вечниот дом на нејзиниот родител на еврејските гробишта во Штип, каде исто така со солзите во гласот повторно ја совладаа сеќавањата.